ќе почнам да зборувам на оваа тема, дека гледате, уствари сликите се нешто кое што ја прават дестинацијата во животот, каде ќе одиме, до кај ќе стигнеме, кај сме насочени и така натаму. Луѓето мислат дека работите се едноставни, луѓето ќе речат мисли позитивно, имај позитивна емоција, да, ама не е баш така, поради тоа што работите се подлабоко врежани во човекот и идеите кои што човекот ги има доаѓаат од работи кои што ние сме ги гледале или работи кои што сме ги слушале или работи кои што ни биле презентирани. Не секогаш, знаете, имате дадени ситуации каде што имало некоја вистинска приказна каде што имало двајца браќа каде што едниот брат го прашале зашто станал пијаница и зашто пиел, па татко му пиел, вика татко ми пиеше, другиот бил многу не знам, успешен и трезен и така натаму, зашто ти не пиеш, па вика татко ми пиеш. Знаете, имате луѓе кои што врз база на дадено однесување ќе речат ја вака нема да се однесувам, имате луѓе кои што го копираат однесувањето. Така да дефинитивно ова што го кажувам си има своји исклучоци, си има своји ситуации каде што нема да биде вистина, но во даден број на ситуации ќе биде вистина, но целта е не да се насочиме на тоа што негативно сме го прибрале некогаш од оставштината од нашите родители, него како нештото можеме да го превземеме или да го смениме во позитивно и како да ги прифатиме позитивните работи. Гледате, во дадени ситуации ќе се фатите дека наликувате на некого. Еве, прашање за вас, кога се лутите или се буните, на кого личите? Одговорете си го вие. Кога се лутите или буните, на кого личите? Храбрите може да пишат коментар. Знам дека многу од вас ќе биде тато, ќе биде мама, некои од нив не ни знаат дека уствари личат на баба, поради тоа што може би баба била мртва пред да се родат, ама баба, што била мама на мама, или мама на тато, уствари му пренала дадени шаблони на татко ми, на тато. Океј, дури самиот збор патерн, друг коментар е мајка ми, гледате, се мајка ми, татко ми. Поредко е тетка ми. Уште поредко е, не знам, некој кој што сте го виделе 5 пати. Зошто ќе ви објаснам? Гледате, поради тоа што умот снима слики и кога човекот гледате сега, гледате некој човек кој што вика, или гледате некој човек кој што е лут, или гледате некој човек кој што реагира на даден начин, што се случува со вашиот умот снима слики. И кога човекот ги снима тие слики, ке него стануваат шаблони на однесување. Пак ќе кажам, може човекот да донесе одлука да не го користи тоа, но една друга интересна работа ќе ви кажам, дека у суштина, ако човекот восприе, зашто викаат ако си со 5 пијаници, ти ке си 6-тиот, баш поради сликите кои што човекот ги добива, кои ќе имате дадени луѓе кои што се во дадена околина постојано, или ќе имате некој дете кој што попуштило во школа, прво што го прашувате, дали го смени окружувањето, дали го смени друштвото. Колку често сте имале ситуации да влезете во идентитет на некој човек несвесно. Сме влегле во идентитет на некој човек и свесно. Јас знам кога гледавме Брус Ли филмови, после тоа цело време бев со нунчаки на уличка, здробен од модрици, исчукан од нунчаките, ама бев Брус Ли, ама барем бев свесен дека не сум Брус Ли, мислејќи дека сум Брус Ли во тој момент, ама знаеш на свесно ниво дека уствари не си Брус Ли. Или си Брус Ли 15 минути додека татко ти не ти свирне за да дојдеш на ручек и тогаш прекинуваш да си улогата на Брус Ли. Така, па после тоа не знам што и да сме играле кошарка, па си бил не знам овој, па си влегол во улога на Майкл Джордан, па си земал финтава од кој да е. Гледате, тоа се све превземени карактерни црти, превземени ситуации во кои што човекот се наместил и човекот влегол на очто од гледање на дадени шаблони, од гледање на дадени ситуации. Колку од вас сте имале ситуација да можеби, не знам, мајката ви зборела, пази плинот, пази плинското, се добре што поредко има плински боци, ама на колку од вас ви останало плинот, зашто мајка ти стопати ти рекла плинот да го провериш, 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 и тебе ти едноставно ти влегло тоа у глава плинот да го провериш, ама кога се преселил во некоја друга куќа кај што немало плин ти олеснало, затоа што не мораш веќе да ја драматизираш мајка ти.
во контекст на некои ситуации кои што мајка ти го кажала, или колку често имате ситуации мајката била паничарка за некои работи, мајката била паничарка за детето да настине, абе кој ќе лежи на тебе, абе кој ќе бдее на тебе, бла 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 бла, и сега да се фатиш ти у дадени ситуации да го кажуваш истото нешто на твојата ќерка, на твојот син, или не знам, синот бил изложен на псовки од таткото и сега татко го псуел све живо и диво наоколу и сега ќе видиш синот дека ги псуе сите наоколу на ист начин како што таткото псуел, поради тоа што умот добива шаблони, умот добива патерни, патерн, зборот доаѓа од збор патер, што значи татко. Но не се драматизира само татковото однесување, туку се драматизира мајкиното однесување. Но кога ќе видите колку интересно некои жички, некои едноставно карактерни црти дошле од прабаба, дошле од некоја доминантна баба, дошле од некоја ситуација каде што имало некоја баба која што била командант по дома, она све строела, сите играле пиперевка на неа и што се случува сега, и мајката станала таква се, и керката станала таква се, и незината керка ќе стане таква. Зашто? Поради тоа што е тоа даден тип на гледање, даден тип на слика која што човекот ја има сега со него. Затоа што сликата не води, гледате, сликата е даден тип на шаблон, тоа е даден тип на како магнет. Или колку пати сте виделе да некој човек кој ќе влезе во дадена несвесна драматизација, ќе дојде некоја керка која што едва е напунила 30 години и сега мајки од мама, ти мислиш ли, ти чука биолошкиот часовник, ти си мислиш ли на момче да си фатиш, па и тетка и ќе дојде и себе на телефон случајно као да праша на дали има дечко, као на неа не и текна дека овие се у координација да ја подсетат дека треба момче на 30 години она зашто е стара. И сега, цело време, тоа се шаблони на драматизации кои што ти колку и да збориш со нив ти е тешко да ги разбиеш поради тоа што се даден тип на несвесни драматизации. Имате некој човек што псуе исто како што псуел татко му. И сега татко му можеби пушел цигар или можеби ќе изгасел цигарата нервозно у пепелјара и го гледаш дека и он го прави истото, ја гасне цигара во пепелјара. И сега на тој човек ти ако му кажеш нешто, или ако му збориш нешто, или ако се обидеш во тој момент да му внесеш разум, како ќе можеш да му внесеш разум на нешто кое што е даден тип на, како една расипана лента е. Знаете, кога ќе си пуштиш ти касета, ти на касетофонот што и да му збориш, касетофонот си меле. Так, си оди. Тоа е како да имате, например, машина за перење. Сега машинава за перење си работи и сега ти ќе дојдеш дома и некој е во тој полет на драматизација. Он е внесен во таа драматизација се кара да вика, не знам, да крши, што и да прави. Ти не можеш тоа да го смириш у тој момент. Поради тоа што дадена слика од минатото, дадена траума од минатото е толку многу вклучена да на него му треба време да се исклучи таа драматизација. Еве друго прашање за вас. Кога ќе се скарате на некого, кога ќе му се наљутите на некого, колку време ви треба да почнете да му зборите? Некој кима за 2 сата, супер е. Тој го надминал својот реактивен ум. Ви текнува сум зборал ове објаснато многу во книгата Дианетика, зборува за, овој филозоф Хабар зборува за реактивниот ум и дека тој ги врежува, односно ги снима тие трауми, тие неубави слики. Има една цела глава каде што зборува за тоа како луѓето може да превземат туѓ идентитет, односно да не се они и да не се во дадена ситуација вистинското тоа што се, туку едноставно доаѓа да станат некој друг лик и некој друг карактер, што имаше некој човек ќе рече, абе го вадиш најлошото од мене, ама најлошото од нас е да го извадиме ние. Луѓе, окей, некој на 5 минути ми помина, некој на 15-25 минути ми поминува, друг за еден ден му поминува. Окей, има луѓе што држат љутина по недела дена. Е сега недела дена е у драматизација таа слика. Гледате, ова можеби гледате, некој напишал зависи од грешката. Гледате, не е поентата да ти ја држиш љутината, зависи од тоа кој колку и како сгрешил, поради тоа што кој колку да ти сгрешил, самото тоа што ти не си ти и самото тоа што си ти во некоја слика и шаблон од некој друг човек во кој што секако има стрес, не е убаво за нас, не е убаво за тебе. Океј, овдека сте сите под саат време, 30 минути, само има еден што држи еден ден, многу кратко, затоа сте тука. Сега, може би некој што држи поише љутина гледа па не напишал, ама не е ни важно.
Она што е важно е дал можеме да го надминеме, затоа што, ајде да ви кажам пример. Замислете мајката, таткото, сцената била ваква. Таткото се дерал, таткото викал, мајката била жртва, мајката била тажна, мајката плачала. И сега, у целата таа драматизација можете да ја видите некојаш и нејзината ќерка да дојде во таа ситуација каде што и она ќе биде тажна и она неќе да му збори на мажот и сега што и да е. Не викам дека тоа е убаво и не требал тој да и се дере, да не ме разберете погрешно апсолутно. И тој што се дере, па и тој што се дере, тој не е он, тој е татко му, тој е дедо му, тој е бабата може да се дерала. Ме разбирате, не секогаш можеме да го драматизираме таткото, можеме да ја драматизираме бабата. Зашто може бабата било таа која што била, не знам, какво и да било и сега по неа дадени карактери се водат. Но што е интересно? Интересно е дека кога човек влезе у таа драматизација не е свесен. Зошто не е свесен? Затоа што гледате кога настанува даден тип на болка. Зошто во тие драматизации човекот не е свесен? Зашто тие драматизации не се добри за никого? Прво, поради тоа што се продолжуваат тие шаблони понатаму и понатаму и понатаму и понатаму. Како би било вие да бидете првиот човек во вашата линија на луѓе и некој напиша генетика? Гледате, тоа не е генетика, тоа се слики. Генетика е на телесно ниво, сликите се на ментално ниво, но дефинитивно е поврзано со тоа. Ако татко ми не јадел авокадо и ако татко ми јадел буреци и пити, голема е шанса да јаде еден бурек и пита и да не јадам авокадо. Така, ако таткото на 50 години не идел у теретана да вежба, голема е шансата и ти да не идеш у теретана да вежбаш. Ама ако си огледал ти татко ти цело време да бил у теретана и да вежба и едноставно да било тоа дел од твоето секојдневие и да ги правиш тие слики, тие ќе влегле дел од твојот шаблон да бидат. Е сега, не само што ги добиваме ние негативни работи од нашите предци и наследството што ни го оставиле исто тоа наследство, затоа што гледате, ако зборувам за наследство, убаво е некој да добие у наследство стан, убаво е некој да добие у наследство кола, уште поубаво е да добие, не знам, стан у Грција за наследство и така натаму, но многу е поубаво да добие во наследство исто така и работни навики. Убаво е да добие човек во наследство работни навики. Јас знам дека стравовите ми биле добиени од мајка ми и работејќи на себе да се ослободам од сето тоа, знам, тоа го работе во Грција и кога се ослободував од сите тие ситуации пренесени во наследство од мојата мајка, мајка ми беше мртва неколку години, јас седнав покрај обалата во Грција, во Атина бев, викам, мамо, ти си мртва 3 години, а и ти сега се разделуваме, поради тоа што ти не си разделен од твојата мајка. Зошто не си разделен од твојата мајка и од твојот татко? Гледате, таткото умрел, мајката умрела. Сте виделе колку се поврзуваме кога некој ќе умре? Тага, сочувство за некој, тоа е нешто што не поврзува за другиот човек. Тоа не значи дека треба да бидеме безчувствителни кон луѓето околу нас. Но колку повеќе влегуваш во тоа сочувство за човекот или колку повеќе протестираш, исто така и протестот може да ве спои со сликите. Сте виделе некој човек протестирал за керката протестирала на мајката. Мамо, немој да ми збориш така, мамо, немој ова, мамо, немој она, цело време се борала против тоа. И се ти ќе речеш, она се бореше против тоа. Значи, она сега не треба да го прави тоа и ќе видиш дека напротив, она баш го прави истото што и го зборела мајката. Зашто? Поради тоа што протестот на нештото ве врзува за тоа нешто. Гледате, колку повеќе отпор пружаш на нештото, толку повеќе тоа нешто те слепува за тоа. За сликата на другиот човек. Ти протестираш. Гледате, протестот и отпорот лепи работи за вас. Гледате, стравот се лепи секојаш на отпор. Колку повеќе ти протестираш нешто, толку повеќе нештото доаѓа на кај тебе. Да ви дадам друг пример. Сте видели ли во дадена ситуација човек што протестира на чат од цигара? Кај иде чатот од цигара? Иде кај тој што протестира. Сте биле ли во ситуација каде што си викаш, леле, само мене да не ме сконат, само мене да не кренат, а ти 15 си у дневник, не си ни први, само тебе да не те кренат, 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 тебе те креваат, да ти испрашуваат. Зошто? Поради тоа што пружаш отпор. Колку повеќе човекот пружа отпор на нечија драматизација, има тенденција, ајде да речам, секојаш има исклучоци, честни исклучоците, има тенденција баш да се прилепи за тоа на кое што човекот протестира. Не протестирајте на тоа што го гледате, затоа што колку повеќе протестираш на тоа што го гледаш, помалку уствари го соочуваш затоа што пружаш отпор. Но исто така и во друга крајност се оди. Гледате, кога ќе речат луѓево поврзан е за некого, сочувство, страв, стравот
за мајката, стравот за таткото, сочувството за него. Леле да не му се деси ова, леле да не им се деси она. Кои мали деца не го имале тоа нешто да не им се деси на родителите? Океј, се поврзуваме исто така и преку сочувство за некои луѓе, затоа што кога му даваш на човек сочувство, уствари ти доаѓаш да бидеш на иста вибрацијска фреквенција со некој човек. Ти не мора да бидеш у сочувство за некој човек да му помогнеш. Се замислете кај мене дое некој клиент што плаче, ја почнам да плачам со него. Тоа е чудно, поради тоа што да, може човек рече, жаре сочувствува со клиентот, ама тоа нема да му помогне на клиентот, нема да ми помогне ни мене. Ја можам да му помогнам на клиентот ако бидам тука, ако бидам разумен, ако бидам трезвен, да го изслушам, да го разберам, но тоа не значи дека морам да сочувствувам со него, да го разберам, поради тоа што на тој начин кога ќе го разберете некој човек, ви имате дистанца со него, не се лепите за него во неговите слики, во неговиот ум, него сте на дистанца, се обидувате да му помогнете, но останувате вие. Поради тоа што многу е убаво кога ние ќе се останеме ние. Ние уствари не знаеме кои сме, поради тоа што имаме многу слики, многу шаблони, многу драматизации, кој знае од кој собрани. И на крај ти си викаш, ама дал сум ја. На крај краишта, сте видели ли дадени ситуации, ја знам дека има многу луѓе кои што талентот генетски или умствен го пренесуваат од генерации, каде што некој свирал ист инструмент, некој преземал друга професија. Но во многу ситуации се наметнати цели. Во многу ситуации станува збор за наметнати цели. Може детето да има талент за нешто, ама тато и мама му наметнале дека треба да биде ова или дека треба да биде она, и он тоа го бутка и го тера, но не е исто да правите нешто со кејф, со лезет што вие сте го одбрали, не е истото да го правите ако некој нештото ви го наметнал. Друг пример, имате некој човек кој што има викендица некаде на планини, дете он ќе оди на викендица како мал. Ама сега неговите починале, му оставиле викендицата у наследство. Абе истите зборови ги драматизира на неговите деца. Абе за кого е викендицава правена? Ајде се гушите тоа смогот у Скопје, дај на викендица ги идеме, зашто тие зборови него му биле зборени. Ајде веќе се гушиме ли ова смогов се овдека у Скопјево, дај ке се идеме на викендица, ама тоа он уствари го нервирало кога татко му го зборал. Ама се он не е ни свесен дека истите зборови, истите драматизации се он ги збори на децата. Ја не викам дека не треба да се отиде на чист воздух и тоа е вистина, него сакам да кажам, некогаш сме влезени во некои ситуации повеќе емоционално поврзани со некој човек, кој што не бил драг, кој што не бил мил, дури со некој кој што сме го протестирале, кој што не бил најдобар лик во нашиот живот, поради тоа што сме имале врска еден со друг, затоа што ти не можеш да го исклучиш твојот ум кога некој драматизира. Не можеш да го исклучиш твојот ум кога некој ти збори нешто. Друг пример, сте виделе некоја девојка, фина, супер лик, девојкава била топ, се фатила со некој дечко кој што бил токсичен за неа, кој што ја викал, кој што ја малтретирал, кој што негативно се однесувал на неа. Она го земала тој начин однесување, се тој начин однесување во нејзиниот ум. Сега има момче. Гледате, тоа момче е супер лик, ама она сега душата ќе му ја вади на него, како што дечкото ја вадил душата на неа. Сега она се претворила у мини верзија, поблага верзија од токсичниот дечко со кој што она била 5 години. И сега што се случува, тоа ќе почне да му го прави исто на незиното момче. Се замислете ако она со незиното момче се спојала пред она да се фати со токсичниот дечко. Тие ќе се спојале, ќе биле перфектен меч. Ама она умеѓу време поминала низ дадено експонирање на даден тип на емоции, на даден тип на викање, на даден тип на комуникација, на даден тип на зборови, се тоа е влезено во незиниот ум. И се тој шаблон кој што е влезен во незиниот ум продолжува да живее понатаму. Но како би било кога ние би биле последната дестинација на некој негативен шаблон? Сега, има и позитивни шаблони. Например, дисциплина од некој родител, колку убаво. Замисли си гледал некој родител, мајка ми имаше дисциплина, да ја, стравовите ги добив од мама, ама ја добив и дисциплината од мама. Некои нервозни моменти, може би сум добил од татко ми, ама сум го добил и неговата способност да сонувам на големо од татко ми. Така да ние ги добиваме и убавите работи, ги добиваме и негативните работи. Негативните работи можеме да ги коригираме. Можеме да ги коригираме. Убаво би било да си ги оставиме позитивните работи. Но гледайте, сите тие работи и сите тие ликови кои што ние не сме, ни прават проблем во нашиот живот. Ни прават комплексност, ни прават нервоза, ни прават да се чувствуваме едноставно не тука, поради тоа што кога драматизираш некого ти не си тука. Така,
Дури имате дадени ситуации кои што луѓето ќе речат татко му лежал на страна. Ме разбирате, и се си пуштал вести секојаш да си гледа и сега така на страна со стомаче ќе си легне бочно на кауч и го гледаш него у иста поза. Па, си легнал бочно на кауч, си пушта вести, затоа што ствари го драматизира неговиот татко. И многу често, кога ќе се разделиме од некои луѓе, гледате кога ќе заминат некои луѓе, таткото починал, мајката починала. Видите, човекот некојаш има желба да ги врати назад преку драматизација на тоа што они живееле. Фактички има еден цел текст, има една цела книга, се вика Продолжување на животот. Филозоф Хабар збори за тие теми. Како ги продолжуваме животите на луѓе кои што биле околу нас. Гледате, не морате да го продолжите животот на тато и на мама. Можеме да го продолжиме нашиот живот, поради тоа што гледате, што значи продолжување на животот на тато и на мама? Абе истите избори се. Ме разбирате? Каде ќе одиме на одмор? Тато и мама сакале да одат таму. Бум, окей, одиме се и ние, затоа што тоа е најдобриот избор. Тато и мама така рекле. Друг тип на избори, во начин на однесување, во начин на ставови, гласање за дадена политичка партија, па ќе речеш ти можеби, ќе видиш некој дете 16 години, он има став за политика. Па од кој му е тој став за политика? Дето на 16 години не може да има свој став за политика, барем јас така мислам. Ама слушал нешто, добил дадени ставови и има даден тип на правец понатаму кој што ќе го оди и кој што ќе го води. Колку е убаво детето или колку е убаво ние и сега да можеме да ги проценуваме работите врз база на наблюдување за дал нештото е добро или дал нештото не е добро. Сега, ако на аналитично или свесно ниво ние знаеме дека од тоа нешто што се плашиме, не треба да се плашиме, поради тоа што од тие некои стравови се плашела мама, така, гледате колку е, например, сето тоа исто така поврзано со менталитетот. Например, во Америка, луѓето не се разболуваат од промаја. Таму нема идеја дека човек може да се разболи од промаја. И ако играв кошарка во Соединените држави, например, таму сите после туширање, дури да беше зимно време, ќе се стаја капа, не се фенира и ќе се влезе у кола, дури ќе помина на ладно и така натаму. Ја прво нешто што ми доаѓаше, се викаше, мајка ми мене гласот на мајка ми, суши си коса, немој со мокра коса да излагаш, суши ја косата. И сега ти го гледаш ова и си викаш, вау, си викаш ли, целова ситуација, значи ми доаѓа мајка ми дека на тој начин се однесувала она. Друг пример за став. И ова сум го спомнал некојаш. Знаете, порано мајка ми цело време викаше, Жарко, 2 јајца, 3 ти се многу. 2 јајца, 3 ти се многу. И кога бев во Америка, баш правев некои од овие техники и жената, тоа беше една жена со која што ги правев овие техники за како човек да се ослободи од сето тоа. Ми вика, ајде ќе правиме пауза да јадеш малку, ја нешто огладнат бев и вика, ај има јајца, земи јајца да не правиме голема пауза за ручек, па ќе продолжиме да работиме. Ја викам, не, викам, јаде 2 јајца имам јадено до сега. И жена ме погледна, вика, како? Викам, па имам ја 2 јадено, викам јајца до сега, викам 3 ми се многу. И жена, јас се земав нешто друго, она ништо не изреагира. Ама седна до мене и вика, бе, од прije како мислам ова за јајца, што ми каже, вика 2 јајца, дека седал, вика, дека 3 ти се многу. И ми вика, зашо ја, вика, јадам по 4-5. И викам, ми дојде, вика, чудно, вика, од кај ти овој податок дека ти не треба поише од 2 јајца на ден да јадеш? И јас се замислив, викам, од кај, па викам, мајка ми каже. И она ме погледна вака, вика, мајка ти беше нутрициониста? Мене тоаш ми светна, викам, не, викам, професорка по клавир беше жената. И се гледате, јас сум го собрал тој став од мајка ми, ја не викам колку јајца да јадете, проверете си. Дали треба да јадете поише од 2 јајца или 3 јајца, не е до мене да го кажем, овој лайф нема нутриционистичка вредност и така натаму, проверете се сами колку јајца ви се доста. Ама сакам да кажам, јас сум го добил тој податок од мајка ми, 2 јајца ти се доста, третото јајце ти е многу. И се што е тоа ако не е став? Гледате, што е тоа ако не е продолжување на некој начин на животот на некој човек и ти си добил непроверени информации, ама од кого? Од кого добиваш ти непроверени информации? Од најблискиот. Зошто? Поради тоа што не селектираш од тие луѓе што не се најблиски, уствари ние не селектираме информации. И затоа тие шаблони полесно доаѓаат кај нас. Поради тоа што ти веруваш на секого, секој родител сум сигурен дека го мисли најдоброто за неговото дете и тоа сум фактички убеден, но не се проверени тие информации кај него. Како знаеш дека мајка ми, како ја знам дека мајка ми имала точна информација? Од дедо ми, од баба ми, па ја знам баба ми,
дека бил устрав. Така. Сега, целата таа ситуација е, значи, стравот се продолжува понатаму, не е изфилтриран од претходно. Затоа што замислете една друга ситуација, замислете имате некој човек што е постојано среќен. Дури кога некој е тажен, дури кога има некоја ситуација, ти си насмеан. Овие ќе речат ова е луд. Зашто? Поради тоа што не е нормално, ќе речат, не е нормално он да е среќен цело време. Зашто не е нормално? Па поради тоа што не гледале среќен човек. Човек не гледал среќен човек. Не е нормално да не се скарате по дома. Па да, некој што цело време неговите се дереле, не е нормално да не се скараат по дома. Ама за некој кој што неговите не се карале, за него не е нормално да се караат. Гледате, ако имате некој човек и тој е среќен човек, во моменти кога животот му е убав, све окей, супер е, и не клапнува со емоциите, тој е супермен, и на луѓето им станува чуден, поради тоа што за нив не е нормално некој човек постојано да е среќен, а на луѓе нормално е да сме среќни. Ние сме најдобра верзија од нас, поради тоа што кога сме насмеани, некојаш луѓето ќе ми кажат, ама ја тоа не сум, да сум постојано насмеан. Еми кој си? Па јас си знам да си бидам нервозен, па така и убаво да си. Ама тогаш на кој личиш кога си нервозен и кога драматизираш? Па на тато, па значи не си ти. А на кого личиш кога си устрав? На мама, па значи не си ти. Затоа што ние сме научени да бидеме некој. Тешко е да бидеме ние, ама многу и убаво да бидеме ние. Ја не викам дека во дадени моменти човекот не може да му се растури расположението. Не де Боже ќе се случи нешто, нормално е човек да се растажи, нормално е човек да се наљути, нормално е човек да изреагира на еден или друг начин. Брзината колку се вадите од таа состојба, затоа што луѓе ќе речат ја у афект го кажав тоа. У афект го направив тоа. Да знам. Но таа афектна состојба во која што човекот се наоѓа, колку брзо излага од таа состојба е големината на тој човек. Ако човекот излезе од таа состојба побрзо, поише има шанса да си го живее животот како што треба. Замислете, имате некој човек што држи људина цел месец. Цел месец држи љутина. Леле, луѓе, цел месец. Месец дена сите страдат у фамилијава. Не само тој највише страда што држи љутина. Ама тој држи љутина, сите околу него страдаат. Океј, ќе се смири после месец дена, една недела, ќе му сгрешат пак месец дена држи љутина. И тој човек што живот има? Што живот има некој човек кој што е постојано во жртва? Што живот има некој што е постојано во страв? И гледате, ама тие моменти ние не ги гледаме дека се емоции кои што се наметнати од околината. Гледате, имате туѓи стравови. Имаш некоја ситуација, некој момче со некоја девојка или некоја девојка со некој момче. Он се чувствува дека е променет. Променет е поради тоа што го чувствува стравот од умот на неговата девојка. Променет е поради тоа што девојката го чувствува, ја чувствува љутината на умот на нејзиниот дечко. Затоа е променета, затоа што во нашиот ум имаме емоции кои што не се наши емоции како душа. Гледате, ние како душа сме перфектни. Ама душата поврзија со умот, во кој што има слики, каде што има разни емоции, душата не вибрира више на иста фреквенција. Ама замислите кога човекот може да ја претвори таа негативна емоција во умот во позитивна, тогаш колку душата ќе биде пораат. Затоа што гледате, тој негативен потенцијал кој што човекот го има во неговиот реактивен ум, ако го претвори во позитивен потенцијал, ако го претвори во позитивна енергија, он ќе биде многу почесто среќен и многу почесто весел. Но во една околина каде што тоа ти не го гледаш, за некои луѓе можеш во таква состојба да се чудат. Поради тоа што не е стандардот. Ама луѓе, уствари, ние сме заборавиле што е стандардот. Знаете, стандардот е да бидеме етични, да бидеме добри, да бидеме позитивни, да бидеме истрајни, да имаме цели, да имаме наша визија, да имаме наш живот, затоа што ако ти сакаш да се одметнеш од нечии наметнати шаблони, цели, слики и така натаму, и ти ако сакаш да си ти, а луѓето ќе протестираат. Па ја знам татко ми колку протестирал, татко ми шампион човек, ами ја кога му реков, тато, чао, толку од мене, ја више нема да сум класичен доктор, ќе го работам ова што сакам да го работам, знам колку кавги имав со човекот. Човекот беше добар, он сакаше да ме заштити мене. Сакаше да ме заштити со сигурноста на медицинската диплома и со работното место на клиника. Ама ја тоа не го сакав. И сега ти кога ќе сакаш да се одвоиш од дадени шаблони, ти си како одметник. Како одметник. Затоа што гледате, и сето тоа што ние го добиваме од разни медиуми, разни информации, зар не е тоа исто така начин на контрола? Но ако не ги филтрираме работите, луѓе, ако не ги филтрираме работите, никогаш нема да испаднеме најдобрата верзија од нас. Има убаво правило за тројниот филтер тест на Сократ. Имал Сократ пријател
кој што кога дошол кај него, пријателов му рекол, вика, слушај, сакам да ти кажам нешто за твојот пријател. Значи имал душ еден пријател Сократ, а овој дошол да му каже нешто за тој пријател. И му вика, слушај, пред да ми го кажеш нештото, ќе ти сакам да го поминеме тоа што ќе ми го кажеш низ филтер тест. Значи треба да го изфилтрираме. И пријател го праша, добро, што е, вика, филтер? Вика, тоа што сакаш да ми го кажеш за мојот пријател, вика, прво дали е добро или е лошо? Абе, вика, лошо е. Аха, значи сакаш да ми кажеш нешто лошо за мојот пријател. Да, добро, вика, имаш два теста што треба да ги поминеш. Вториот тест е, вика, дал тоа што сакаш да ми го кажеш е вистина или е лага. А па вика, не знам дали е вистина. Добро, вика, значи сакаш да ми кажеш нешто кое што е лошо, а не знаеш дали е вистина. Да. И вика, дал ова информација која што ќе ми ја кажеш мене ќе ми користи во мојот живот. Вика, мислам дека не. Аха, вика, сакаш да ми кажеш некоја информација, вика, за мојот пријател, кој што не е добра, кој што не знаеш дека е вистина и кој што не ми е корисна. Вика, да. Сократ му рекол, те молам, не ми ја кажувај. Видите, луѓе, ние сме во обкружување на разни емоции, на разни зборови, на разни сугестии. Тоа е со сугестии. Бабата оставила сугестии за поколенија на нас. Дедово сугестии оставил. Не разбирате, тоа се сугестии. Можете или не можете, животот е убав или не убав, тоа е сугестија. Ама луѓето не го разбираат тоа дека ако он има став дека животот е тежок, дека можеби тој став потекнува од бабата која што ја пуштила сугестијата од пред 4 генерации, од пред 6 колена е тоа. И се таа сугестија се провлекува низ целата таа нишка на целата лоза. И што добива човекот во наследство? Добил стан, ама добил и дадена негативна сугестија. Станов ќе го ужива, ама дал ќе успе во животот, зависи колку ги има освестено негативните сугестии и ги има претворено во позитивни сугестии. Затоа што ако човекот не си ги открие погрешните сугестии, не секогаш добиени од најблиските, може да бидат добиени од пријатели и така натаму. И ако не ги коригира тие негативни сугестии во позитивни сугестии или не ги освести тие некои работи, потешко ќе ми оди во животот, поради тоа што тие шаблони го носат човекот во некоја негативност. Вујкото му рекол на внукот или таткото му рекол на синот во полупијана состојба, не можеш да им веруваш на жените. Не верувај на жените. Супер сугестија. Он си го сака, тато си го сака, ујко. И се му останало тоа во неговиот ум и се има проблем со жени. Има проблем затоа што има погрешен податок. Има погрешен податок. Разбирате? Колку сме имале погрешни податоци некогаш и од дадени како да ви кажам, по и од дадени книги што сме ги читали. Не значи дека секоја книга што ќе ја прочитаме имало секогаш исправни податоци и така натаму. Еве на пример за време на да не се навреди дека ова е моје мислење, што не значи дека е вистина, ама да кажеме за време на социјализам, комунизам, имало даден тип на ситуација каде што некој одскокнува финансиски, дека он не бил гледан како некој кој што тоа е добро. Не кажат, види овој 4 стана направи, како да нешто грешно си направил. Овие 3 коли имаат по дома. Си викаш, леле, не требаше 3 коли да купам. Затоа што гледате, дури во некои ситуации, во дадени општествени моменти и периоди во кои што човекот живеел, да добија дадени сугестии, каде што после тоа му представува тешкотија, затоа што сега он мисли дека е неетично ако има. Затоа што порано требало сите да бидеме исти, никој не требало да отскокнува, зашто сите сме носеле вакви облеки, пак ќе кажам, не дека облеката го прави човекот или го менува човекот, него сакам да кажам, сме имале дадени типови на информации кои што се можеби се уште останати во нас, против кои што ние се бориме, кои што уствари како мисла не кочат и не спречуваат. Поентава ми е, мора да работиме на нас. Секој ден, кога ќе почне да гледа каде има проблем, во која сфера имате проблем од вашиот живот, таму обично имате погрешен податок или некоја негативна сугестија или драматизирате некој кој што ги имал тој проблем. Видете во кои области во вашиот живот не ви оди. И во тие области во кои што не ви оди, почнете да ги преиспитувате податоците, ставовите, сликите се уствари позадина на сето тоа, кои што многу ретко и можете да ги видите. И затоа е убаво човекот да работи на себе малку подлабоко, за да може да ги смени тие шаблони на однесување и како да ги направи тие негативни шаблони. Позитивно фактички тоа и таа книга Дианетика има таа техника како тоа да се направи. Како и да е, доколку сакате да работите на вас и да откриете нешто во врска со вас што ве кочи и што ве себе саботира, можете да ми се јавите на 078-261-771. Ви посакувам убава вечер, се гледаме во среда со супер темичка. Имајте убава вечер.
позитивно напред, а ако имате некои негативни сугестии, некои негативни мисли, освестете ги во моментот ако можете, можеби ќе можете, освестете ги во тој момент и обидете се барем краткотрајно или долготрајно, дај Боже, да ги промените на некоја позитивна сугестија, поради тоа што мислите на некој начин. Гледайте, не може човекот до толку да ги контролира поради тоа што има позадински дадени шаблони и слики кои што за жал негативно влијаат врз него, но за се има решение. Се гледаме повторно среда. Чао.